викаше, тука имам. Еве, отече Размо, стигнавме во домот на твојот заштитник, твојот пример, твојот благослов за монашкиот подвиг. Пред неговите порти сме и да го побараме и благословот од светиот Еразмо. Тропарчето на Па внатре ќе го читаме тропарчето, ајде. Се наоѓаме во манастирот посветен на Свети Еразмо на Охридското крајбрежје, каде што тој работел десетина години од 293 до 303 година. Добре ве најдовме. Ние малце за нашиот Еразмо правиме. Мали кадри. Во оваа пештерна црква тој го ширила христијанството, правејќи бројни чуда, давајќи вид на слепи, лекувајќи безнадежни. За многу години, сестричке. Добре ве најдовме. Сега кажи ми, ова е келијата кај што? Да, кај што така се подвижуваш. Така, тука е и упокоен. Тука не е упокоен. Упокоенето негове во Италија. Аха. Ќе ви го раскажам за целото житие, само момент. Колку убаво е. Има тој светол хитон свештенички. Духот негов е тука сега со нас. Чудо. Долу не е црквата, тука е пештерата. Од трети век е пештерата, да знаете, најстара пештера во Македонија. Кај што се подвизувал тој? Тука се подвижувал, да. Слава на Бога и по молитвите на Свети Еразмо. Ништо. Господа На да него помилува и доволно спаси. било. Нам не ни достига ни светот. Сега сестри, ушла тебе цару небески, утешителу дуна вистината, кој си насекаде. Исполнуваш ризичниот добрен делител, дојди всели се во нас, очисти од секаква нечистотија. Спаси ги благи душите наши. Свети Боже, се ти крепки, се ти бесмртни, помилуј нас. Свети Боже, се ти крепки, се ти бесмртни, помилуј нас. Свети Боже, се ти крепки, се ти бесмртни, помилуј нас. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух се секогаш во вечни векови. Амин. Пресвета Тројца, помилуј не, Господи, очисти ги нашите гревови. Владико, прости ги нашите беззаконија. Свети, посети цели ги нашите немошти заради името Твое. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух се секогаш во вечни векови. Амин. Отче наш, иже еси на небесие, да светисија име Твое, да приде царствие Твое, да буде волја Твоја јако на небеси и на земји. Хлеб наш насушник даш нам днес и остави долги наши, ако жеми и оставјај должником нашим, и не воведувај нас во искушение, но избави нас од лукаваго. Зашто е Твое царството, силата и славата на Отецот, Синот, Светиот Дух се секогаш и во вечни векови. Амин. Помилуј не, Боже, поради Твојата голема милост, заради Твојата голема добрина, избриши ги беззаконието мој. Најнапред изми од моето беззаконие, очисти ме од мојот грев, зашто беззаконието мое го знам, мојот грев е секогаш пред мене. Пред Тебе единствени ја сгрешив и пред Тебе зло извршив, за да видиш справедли кој ќе пресудуваш и да победиш кој ќе судиш. Ете, во беззаконие сум зачнат, во грев ме роди мајката моја, но Ти ја засака вистината во срцето и внатре во мене ми ја објави непознатата и тајната премудрост Твоја. Пороси ме со Исоп и ќе бидам чист, изми ми ќе бидам побел од снег. Дај ми да чујам радост и веселба, ќе се зарадуваат костите мои славнати. Сврти го лицето својот гревовите мои, избриши ги сите мои беззаконија. Создај чисто срце во мене, Божи дух вистински обнови во мене. Господи, не одврајќи го лицето свое, не земај го Светиот Дух од мене. Врати ми ја радоста, спасувајќи ме со својот моќен дух, зацврсти ме. Беззакониците ќе научам доде по Твоите патишта и безбожниците кон Тебе ќе се обрнуваат. Избави ме од крвта Божија на моето спасение и језикот мој ќе се зарадува на Твојата правда. Господи, отвори ја устата моја ќе објави пофалбата Твоја. Оти да сакаше жртва, јас ќе Ти ја принесев. Носе палениците не ги сакаш. Жртва пред Бога е смирен дух, срце понижно и смирено Ти, Боже, не го тврлуваш.
Господи, направо му добро на Сион споре на благоволението свое. Воздигни зидовите Ерусалимски, тогаш ќе ти бидат угодни жртва на правдата, вознесувањата и жртви сепаленици, тогаш на Твој олтар ти принесувам телци. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух секогаш во вечни векови. Амин. Верувам во едниот Бог, Отец Содржител, Творец на небото, на земјата, на се видливо и невидливо, и во единиот Господ Исус Христос, Син Божји единороден, кој е роден од Оца пред сите векови, светлина од светлина, вистински Бог од Бога вистински, роден нестворен, единосуштен на Оца, преку кого се станало, кој заради нас, луѓето, и заради нашето спасение, слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас во времето на Понти Пилат, и страдаше и беше погребан. И воскресна во третиот ден според писмото, и се вознесе на небо и седна одесно на Отца. И пак ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите, и неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух кој животвори, кој излегува од Оца, на кого се поклонуваме и го славиме заедно со Оца и Сина, и кој говори преку пророците, во една света соборна апостолска црква, исповедуваме едно крштение за простување на гревовите, го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. Богородице, ај со пење сакате да го речеме? Ајде. Богородице Дево, радуј се, благодатна ја Марие, Господ с тобою. Благословена ти жена и благословен плод црева Твоего, яко спаса родила ем син душ наши. Достойно е сяко во истину, блажи Тя, Богородицу, пресно блаженою и пренепорочною, и Матер Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, бесстравнения серафим, безистления Бога слова рощую, сущую, Богородицу Тя величаем. Мудре преподобен живот го измина, украсувајќи се со светом хитом свещенички, пролевајќи ја крвта своја маченичка, си се удостоил со своја награда. Стој ти пред света Троица, се моли за нас, кој те прославуваме. На чуден начин дошол да се подвижува во ова пештера. Од 3 век, од 270 година до 303 година, тука се подвижува, ама бил како проповедник, подвижник и чудотворец, кото Македонија, Албанија, Грција, Италија кружеше и проповедаше за христијанството и третиот во христијанството што проповеда за христијанството. Кога ошол во Италија, првум тука да кажеме, на ово место кога дошол, едно мртво дете го воскреснал на човек Атанасија, ново тука кај што са трите икони,
И тогаш викат многу народ поверува, 20.000 души покрсте православни во Охридското езеро. Затоа се нарекува Свети Размо Охридски чудотворец. Потоа кога разбра во Италија дека 30.000 христијани му ги земат главијата, тогаш тој стигвит на чуден начин, вика све му било поставено за да стигне до тоа место и ги спасува само со молитва. И се молит: Господе Исусе Христе, помилуј ме, мене грешниот. Тогаш престанува тој кај што имал во раците, му иземал главијата и така престануваат со неговите пресекување на главијата. И викат: што си ти го нарекле како магеничар. А фактично тој веќе со молитвата на Исус Христос ги спасува тие луѓе. И тогаш го ставят во затвор, му ставят 600 кила железа, окови на ръците, на ноците, тие се стопиле како восок паднале од него. Кога вишол царот Максимијан дека тие то чудо го направи, го стават по друг затвор и го прашуват: но што му веруваш? Тој му викат: Свети Размо му велите, јас му верувам на Господа Исуса Христа. А па вие но што му верувате? Тој го однесол на ќуп со злато, на грнец. И тој само му поставил на ќупо со злато крст, во тој момент ќупо со злато се стварило нечистотија. Кога го направи тоа чудо, тоа го стават во затвор, можеше да те видам сега што чудо ќе направиш ти. Му стават со прстен од него на вратата печат. Ама на третиот ден исто вика, како на апостол Петар, му се отворат затворот, Свети Микал и Архангел му отворат вратата так на чуден начин, без да печат од царот да се допри. Тогаш го стават на мъчење. Тука беше како подвижник, а иначе неговите мошти се навождаат во Италија. И тука е неговиот гроб. А викат кога го отвориле гробот, го нашле празен. Поради некој верник уште на времето моштите на светителите ги гореле, ама некој верник викат на чуден начин ги сокрил еден дел од моштите и така се спасен еден мал дел имаме во Италија. А каде во Италија? Во Италија, да ти кажам искрено, името ми е малце чудно, го имам мене во книгата. А така, добро, ќе прочитаме. Да си жива и здрава, фала ти многу на информација. Да ви кажам сега за ова пештера, кој ден денес имаме многу чуда. Можам да ви кажам најголемиот пример, беше дојден еден игумен од Руманија. Игуменот кога дојде тука и рече вака: чедо, верувај дека Свети Разум е тука. Јас бев толку упорна, му викам дека неговите мошти се во Италија. Чедо, Свети Разум е тука, викат. И кога застана пред неговата икона и рече вака: Свети Разум, 10 години ти се молам. За да дојдам на твоето место се поклонам. Ти благодарам што го молеше Христа за да се поклонам на ово место. Ето и старец ми остана во големо сеќавање. Зашто беше таков старец што имаше прозирливо што никој го нема во светот. И кога тој почна да кажи толку на романски молитви, единствено мене само за тропара ми рече: кажи го, тој почна да кажи на негов јазик, имаше еден од Бугарија ми преваташ на македонски. Верувајте пештерата, мислам дека просвете во тој момент и почна иконата од Пресвета Богородица течи миро. И викат: чедо, дали веруваш дека е тука? Верувај дека Свети Разум е тука. Јас моето разговор беше дека јас не сум достојна ни да видам, ни да чуем, па нисо побарала. И ниту се надевам дека тоа да го доживим, да го видам, дека сум грешна и недостојна. Сите денес се пофалиме дека сме, ако работам црква, сум толку достојна и толку просветена. Ама во срце си го чувствуваме. Ама слава на Бога, духот некој е тука, тој секој може да го почувствуваш во момент кога си сам, духот го почувствуваш него. Ама вака ни си помислила, ни си побарала, па да видам и да чуем некој посебно чудо. Извинете, кога веќе се преселил, мислам пред да се пресели во Царството Божјо, Свети Размо има речено само дословно, не можам да ги памтам, дека сите оние што ќе се молат на него. Сега ќе кажам и за тоа во право си го Тоа прескокав. сакам да ви го... На 7-тиот ден викат кога бил на мъчење кога го оставиле во Италија, на 7-тиот ден му се јави ангело Божи. Му вика: Свети Размо, охриси го просвета, ако бил таму. Охриси чудотвори, што сака жилба да ти оствариме? Тој му рече: не сакам ништо мене да ми ја остварите. Кој мене ме прославува, неговата жилба да биде остварена. Јас да бидам пред Света Тројца се моля за нив. Значи, и самиот тропарот го кажува неговото чувство и неговиот живот. И секој тропар на секој ден свети да го кажува животот на светителот. И единствен молител е да ви го кажам и ово, дека е за возачи и за патници. Единствен молител. Затоа јас тоа веќе го доживувам, може и за Бог тоа ми го ствара за да
мојата вера да се повеќе поголема, за Бог све било исто, Тоа веќе ќе мртви се воскресли расте. све. Така Ама, учиме, така еве да јас тоа кажам, не сум го знаела, а патувам многу. Да. Сега ќе си купам да имам Да, со него и од со мене иконче. Да знаете, Свети Разум е сопатник на возачите, патниците. Има доста примероци зашто се случува и вика тука во пред Свети Разум такви случаи. Да бидеме искрени, прво немаме почит. По нашите грешни, немојте да мислите дека Свети Разум сака да земи жртва. Не. Тој се моли дење и ноќе, веќе тој е напад, ама немаме ние сами сме Така, грешни. Вилечка, така. Они ги У нас е жртвувале проблем. животите и се молат за нас да вам браво. Ами ние да го молиме Свети Разум за сите нас да помага. За возачите, Така, за јас патниците, да знаете. завршам сторијава, па ќе си почнем продолжим. Ова е празникот на Свети Разум. 15 јуни. На 15 по ново јуни, а по старо е на 2 јуни. Така. Иначе, на ово место да ви кажам, многу чуда се случува. На 2014 година, од Скопје Давид, детенце 9 годишно, прозборе во ова пештера, којто беше 18 јуни по празникот. А имаме други случаи тука, којто и Елена и едно дете од Прилеп, тука се запознаја во моментот и се прстеносаја. Имаме слава. живи примери, кои се и целиле ново место, дошле со половини што ги болело, ново место ќе легнат и станат и целени, живи примери. Значи, јас не сум толку досна тие примери да ги оживам по милоста Божја, можам да речам Добро, тотално си сум сведок. како учесник во неговите случаи, во неговите примери. Слава на И Бог. друго имаме на 2019 ова година, од Пештени. Детето се викаше Наум. Бог знае дали суане му било, дали Јаве. ангело Божи му јавил, детето не зборуваше, живее во Германија. И му викат на мајка му написа на ливче, сакам да му носите во 3 манастири. Во Свети Разум му викат. Кото неговата мајка години живела тука, не го имала ни чуено Свети Разум. Ќе му однесите во Пресвета Богородица, му рече во Калиште. Ќе му однесите во Свети Стефан. А во Свети Разум имаше клано, во клапа имаше пари, една сума, не е битно колку. И таа пара ја примиме преку нашиот свештеник, отец Никола, секретарот, јас не сместовка виша пара. И така детето дојде отец Никола со негов благослов, му разреше молитва. Да ви кажам, неголемиот успех е во моментот не го чуј да зборните, ама неговата баба ме изјави дека почнала да зборува. Фала му, слава му на Бог. Тоа е голема благодарност на Свети Разум. Фала му. Ами, Да ви кажам. Мамо се викаше, и дај Боже На сите. на сите. А други примери имам од Струга, детенцето Јован. Неговиот татко и мајка жртва бе за неговото дете. Тоа беше на екскурзија. И се врате нему од екскурзија од школото. Го однесе на болница, од болницата помош беше и на болничарите, вистина, на докторите, ама многу го бара и Бога. Детенце на еднакво во Пресвета Богородица во Калиште сега служи во олтар. Значи нема поголемо чудо. За мене овие се чуда, пречуда, ама слава и фала на Бога. Чудата го се славиме, за да го палиме, се да го величаме обратиме. Бога. Само вера да имаме. Да. Вера, да се надеваме на Бог, да имаме вера, да имаме љубов према Бога. Тоа Амин. прво како Отец, Сино и Светиот Дух и заедно така и верата, надежта и љубовта од Амин, заедно. амин, 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 амин. амин. Да сте живи и здрави. Баш ми е мило вака што се познаеме.